Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за биомембрани, поточно за транспорт низ биомембрани. Сега, транспортот низ биомембраните е многу битен, бидејќи клетките треба да одржуваат одредена внатрешна средина. Океј, значи треба да контролираат што влегува и што излегува со цел да одржуваат хомеостаза. Влегувањето и излегувањето на материја внатре и надвор од клетката се посредува, нели, на ниво на мембраната. Сега нормално се добиваат сигнали од внатрешноста на клетката или од надвор од клетката, што да се пушти или што да искочи, но битно е дека случувањата се на ниво на мембрана. Сега, во однос на транспортот, можеме да речеме дека има три типа на транспорт. Значи имаме пасивен, активен и везикуларен или некојаш наречен транспорт на големо, балк транспорт. Под пасивен транспорт разликуваме два типа, или некојаш ги делат го три типа, зависно кај сакате да го ставите третиот, а тоа се проста дифузија и олеснета дифузија. Сега некојаш во оваа група се вметнува и осмоза, но осмозата е процес што е всушност процес на дифузија, само што збориме за вода, но ајде ќе запишеме и осмоза. Во ред, сега, самото име на овие начини на пасивен транспорт ви кажува што се случува. Дифузија, ако не сте гледале видеото по химија, ќе објасниме што е, ама тоа е пасивен процес според законите на физиката, односно термодинамика, односно дека молекулите завзимаат една униформност во дадениот сат. И ќе збориме за концентрацијска, односно хемиска и електрична дифузија и за електрохемискиот градиент. Но самото име ни кажува, имаме просто имаме олесната или некојаш наречена потпомогната дифузија и осмоза. Активниот транспорт може да го поделиме на две групи, примарен активен и секундарен активен. Додека везикуларното може да биде ендоцитоза, значи внесување на материја, и екзоцитоза, изнесување на материја. Сега, изнесувањето е релативно едноставно, додека кај внесувањето разликуваме три типа. Значи имаме пиноцитоза за течности, имаме фагоцитоза за по-крупни работи да речеме, имаме рецептор посредува на ендоцитоза. Океј, и сега ќе ги запишам. Во ред. Пред да влеземе во детали за секој од овие, да спомнеме само некои битни работи. Значи пасивниот транспорт немаме вложување на енергија од страна на клетката. Значи клетката не вложува енергија за пасивен транспорт, додека кај активен клетката вложува. Тоа е една главна разлика. Друга главна разлика е дека при пасивен транспорт частиците кои што се транспортираат се движат спрема електрохемискиот градиент. И ќе видиме што е тоа сега на кратко, но значи го следат градиентот. Како што би се однесувале без при тоа да има клетка. Значи, ако ставиш частици во чаша со течен медиум, би се распределиле исто, независно дали има или нема клетка. Океј? Значи, го следат електрохемискиот градиент. Додека при активен транспорт, клетката вложува енергија со цел частиците да се движат спроти електрохемискиот градиент. Океј? И ова можете да си го замислите како при пасивен транспорт, топката се спушта надоле по ридот, океј? Почнаш од горе и се спушта надоле по зонницата, ако сакаш да ја качиш спротивно, така, ако сакаш по згоре да качиш, мора да вложиш енергија. Океј, значи некои процеси се пасивни, некои се активни. Супер. Сега, пред да продолжиме, да разгледаме што мисла под електрохемиски градиент. Ќе се префрлиме тука на... Ајде да земеме неколку садови, така и веќе наполниме со вода. Може и некој друг медиум, не е битно, само взимаме пример ко вода, бидејќи клетки е главно со вода. И ставиме пример боја. Така, што ќе се случи? Капнеш боја тука, има пред големо парче боја, така една капка, и со тек на време таа капка ќе се распредели низ целото, само што ќе биде побледа и побледа, се додека целиот раствор не стане обоен, нели, како таа боја измешано со водата или некоја друга боја ако има. Океј, и тоа нормално ќе се случи. Тоа сите го знаеме. Но зошто тоа се случува? Така, тоа е поради законите на термодинамика, ентропијата се зголемува, или пак може да замислите да се вие частици кои ја градат оваа супстанца, нормално
имаат некоја привлечност, но и некоја одбивност помеѓу себе. И најоптимално е ако би се распределили униформно низ целата просторија каде што се наоѓаат, целиот сад каде што се наоѓаат, така што секоја е најдалеку од секоја друга. Океј? И има тенденција тоа да се случи. Сега не мора да биде поради некакви сили, едноставно има тенденција тоа да се случи, ова е поврзано со ентропија и со статистичка веројатност, но има многу поголем број микросостојби кои опишуваат една макросостојба, значи макросостојба е како оваа, која е изградена од голем број микросостојби кои опишуваат, така што веројатноста дека даден случаен сад и ги имаш одредени честици, како би биле распределени, најголем дел од времето, ако би ги имал сите можни варијации, математички би ги направил, би биле униформно распределени. Така што, статистички гледано, веројатноста дека тоа ќе се случи е голема. Сега, ова не го кажа ентропијата и плюс има друг начин кој можеш ова да го гледаш, не мора да биде преку микросостојби кои опишуваат макросостојби, но веројатност дека тоа ќе се случи. Океј, сега тоа значи дека не може да се случи обратниот процес, може, но потребно е подолго време од постоењето на универзумот со цел да видиш сите овие честици да се вратат назад до топчето, така да го видиш обратниот процес. Може да се случи, но е многу малку веројатен. Сега, што значи тоа? Тоа значи дека обратниот процес не е занемарлив. И го гледаме само тој кој што најчесто го гледаме. Односно, ако имаш честици, тие имаат тенденција да се распределат униформно низ целиот сад. Океј? И тоа е, го следат концентрацијскиот градиент. Ред? Значи, хемискиот градиент да се распределат униформно низ целиот сад. Освен хемискиот градиент, постои и електричен градиент. Ајде да земеме повторно некоја субстанца, така, и ја додадеме. Сега би се случило истото, но во овој случај субстанцата ја видоизмениме така што додадеме две верзии. Основаеме позитивна и негативна. Каде што има позитивен полнеж и негативен полнеж. Тоа ќе го направиме со додавање или одземање на електрон. Ред? Сега, субстанцата ќе го следи хемискиот градиент. И нели ќе се распредели униформно низ целиот сад. Но ако ги погледнеме полнежите, како ќе бидат распределени? Дали ќе бидат сите плусеви на едната страна, а сите минуси на другата страна, или пак ќе бидат униформно распределени? Одговорот е ќе бидат униформно распределени. Така, значи нема да се разделат полнежите. Ред? Него низ целиот сад ќе бидат униформно. Ќе има плусеви, минуси, секаде. Поради фактот дека голем број на честиците во живите организми имаат и полнеж, викаме дека го следат електрохемискиот градиент. Значи, освен што пробуваат да заземат униформност во дадениот сад или просторот каде што се наоѓаат во дадениот систем, пробуваат да заземат униформности во однос на полнежот. Океј? И тоа полнежот не мора да е од истата субстанца, може да е од различна, но полнежот да биде еднаков низ садот. Добро. Чим ова сега го имаме, може да започнеме со пасивен транспорт. Ајде, први да видиме проста дифузија. Значи, проста дифузија ги следи правилата на пасивен транспорт, односно клетката не вложува енергија и частиците се движат кон електрохемискиот градиент. Сега, напоменувам, клетката не користи енергија. Бидејќи сепак се троши енергија за транспорт на овие молекули, но таа е гипсова слободна енергија од самите молекули. Односно, можете да си го замислите ако имате некој рид, така, и гума се тркала од горе до ридот до доле, ќе речете, апа не вложив ја енергија. Да, не си вложил ти енергија за да се стркала таа гума од горе до доле, но сепак била искористена енергија, така подейства гравитација, има тука триење, тука има висока потенцијална енергија, па има кинетичка, па има ниска потенцијална, значи се искористила енергија. Така, се триел тука топката, се загреал патот, имаме инфрацрвено зрачење во околината. Тоа не значи дека ти си вложил енергија, но сепак била потребна енергија со целиот тој процес се случи. Па исто и со молекулите кои поминуваат мембраната. Клетката не вложува енергија во нивно движење, но сепак се троши гипсова слободна енергија.
Океј. Сега, кои се тие честици кои ја поминуваат мембраната преку проста дифузија? Главно, тоа се честици кои што се мали, без полнеж и се липосолубилни. Значи, обично тие се трите карактеристики, некојаш некаде спомнуваат, па треба да се поларни, па некаде не треба да се поларни, бидејќи самите липидни опашки се неполарни, јада. Значи, главните се липосолубилни, да нема полнеж, мали. И од практични примери сретнуваме гасови, како кислород. Кислород може да помине мембраната и обично доаѓа од надвор клетката кон внатре. Имаме CO2, кој обично излегува од клетката, бидејќи се ослободува при метаболизам. Имаме и други гасови, но тие се обично главните два. Сега, водата поминува, но најголем дел од водата не поминува преку мембраната туку така, иако може да помине. Има и посебни канали, ќе ги видиме понатаму, аквапорини се нарекуваат. Други супстанции кои што поминуваат се липосолубилни. Зошто? Бидејќи самата мембрана е изградена од липиди. Така што слично се раствара во слично. Липосолубилни може да бидат голем број хормони, витамин D, кој се класифицира и како хормон, и голем број лекарства, кои ние ги дизајнираме да бидат липосолубилни со цел да поминат мембраната. Зависи кај сакаме да действуваат, така, дали да действуваат на рецептор надвор на мембраната или внатре во клетката. Ако сакаме внатре да действуваат, се обично некои липосолубилни лекови. Океј. Сега, дали тоа значи дека други работи не можат да поминат мембраната? Не. Бидејќи мембранава не е како зид, каде што, дали може да помина и зидот? Не можам. Него е изградено од молекули и релативно мала. Значи, дујко има најразлични квантни ефекти и други молекуларни ефекти кои што возможуваат да теориски се може да помине низ мембраната, само е потребно долго време. Океј? Сега, и низ зид ти можеш да поминеш преку квантно тунелирање, тоа се нарекува, но шансата дека тоа ќе се случи е скоро неверојатна, така треба сите молекули во твоето тело исто така направат исто време. Овде ќе имаме некој график, односно скала која што ни прикажува колку е пермеабилноста, пропустливоста на мембраната за одредени молекули. Сега, овдека скалава е во сантиметри во секунда. Океј? И гледаме дека H2O, вода, поминува, колку му е ова, 0,01 сантиметар во секунда, што е многу брзо. Значи ова му доаѓа колку 0,1 милиметар, 0,1 милиметар у секунда за молекула. Значи тоа е многу огромна брзина. Така значи молекулите се многу мали. Десетина од милиметар е огромно. Значи пермеабилноста за вода е голема. Но тоа обично не е поради самата мембрана, него поради аквапорините. Греаме уреа, глицерол, имаат помала пермеабилност. Нормално оваа скала не е линеарна, него е логаритамска. Така гледате минус 4 минус 6. Така што секој од овие скокови е за 100 пати разлика. Така значи 100 пати колку му доаѓа 10.000 и така натаму. Значи има доста разлика помеѓу нивоата. Имаме дека триптофан, глукоза, значи гледаме и глукозата може да помине, но е многу мала пермеабилноста. Океј, и затоа користи посебни носачи. Односно канали се, глут канали. Гледаме хлор, значи овие се веќе молекули, односно атоми кои што имаат полнеж, е многу ниска пермеабилноста, калиум, натриум, исто многу ниска. Значи ова кога го пресметаш му искача, не знам, за да помине 1 сантиметар потребни се сати и сати. Волку ниска пермеабилност значи дека практично и да не поминуваат. Значи ти ако ја оставиш клетката у сад со натриум и ја оставиш 2 дена, добро, неколку натриум молекули, атоми поточно ќе влезат. Така, односно иони. Но тоа е практично ирелевантно. Така дека влегле неколку натриум иони. Така што викаме дека не влегуваат. Не е пермеабилна за нив. Вред? Сега пермеабилноста од што зависи? Од зависи колку е дебела мембраната
Така, значи зависи колку е дебела. Ако е подебела, потешко да се протне нешто низ нејзе. Така, исто од температурата зависи. Која е повисока температурата, мембраната е пофлуидна и полесно е да се протне нешто низ нејзе. Океј? Значи има некои работи од кои зависи колку лесно може да се протнат работи, но тоа сега не веземе од толку. Значи тоа е проста дифузија. И сите овие молекули се движат во правец на електрохемискиот градиент. Океј? Океј. Сега идеме на олеснета дифузија. Сега, за разлика од простата дифузија, олеснетата дифузија е субстрат специфична. Односно, не може се и се што да се спроведе со помош на олесната дифузија. Олеснетата дифузија се одвива со помош на канали или пак со помош на носачи, кои исто така може да бидат наречени транспортери или пермеази. Зависно од литературата, во најголем дел од времето тоа е таа иста работа. Океј. Каналите можат да бидат проточни или пак регулирани. Сега ја така си ги нарекувам. Зошто? Бидејќи, првично ќе кажам како се спомнати во друга литература. Се спомнати како зависни или пак спрегнати. Ги имам сретнато да ги преведуваат. Зависни ми се свиѓа, значи зависни ми се свиѓа, али спрегнати не ми се свиѓа, бидејќи спрегнати е coupled. Не се употребува и тој збор. Сега ќе ви кажам како се нарекуваат на англиски. Значи може да бидат регулирани или пак зависни спрегнати. На англиски проточени се всушност лики, бидејќи протекуваат, а регулирани се gated. Односно дека има порта. Океј? Сега, зависно како се регулирани, ги делиме на најразлични. Значи можат да бидат лиганд регулирани, што се голем дел, може да бидат волтажно, што е многу интересно, можат да бидат механо, можат да бидат температурно и можат да бидат светлосно. Овие светлосни се многу интересни. Ги има во мозокот и со помош на светлина може да се отварат или затварат и се користи при оптогенетика, каде што се користи одредена бранова должина со цел да се регулираат канали во мозокот. Не е сега тоа битно, но постојат и тие. Еве ги двата типа на канали и носачи кои што посредуваат со лесната дифузија. Сега, каналите често ги нарекуваат јонски канали, но тоа и не е баш скроз секогаш вистина, бидејќи не пренесуваат секогаш јони, имаме канали за вода, односно аквапорини. Но, океј, небитно, ги нарекуваме само канали. Значи, лики каналите се постојано отворени. Значи, ако дојде супстанца за која се специфични, бидејќи различни лики канали пропуштаат различни работи. Некој може би пропушта, сега парафразирам, после ќе гледаме примери, некој канал може да пропушта калиум. Така, некој канал може би пропушта натриум. Некој канал пропушта вода. Ред? Значи, каналот, иако пропушта што било во склоп на концентрацијскиот електрохемискиот градиент, сепак е специфичен за одредени молекули. Пример, значи, низ овој канал може да поминат само портокалови работи и поминуваат соодветно со електрохемискиот градиент. Ако надвор има повеќе него внатре, ќе отидат кон внатре. Ако внатре има повеќе него надвор, ќе искочат кон надвор. Океј? Значи, тоа се канали. Лики канали. Ги имаме gated, кои што функционираат на истиот начин, специфични се за одреден субстрат, во овој случај некој си розев субстрат, но, иако, например, надвор има повеќе, не му дозволуваат да влезе. Така, значи, не му дозволуваат да влезе. Зошто? Бидејќи треба да се отвори каналот. И тој ќе се отвори под одреден стимул. Сега, тој стимул може да биде лиганд, кој ќе се врзе, може да биде механостимул, може да биде волтажна промена на мембраната, може да биде температурна промена или светлосна стимулација. Значи, тие работи
така влијаат на конформацијата на овој тука протеин, така што он ќе го отвори овој тука вака капак, што го имам нацртано, и оваа розова супстанца сега ќе може да си го следи електрохемискиот градиент. Во ред? Што се гейтат. И ги имаме carriers, кои што повторно се специфични и врзуваат одредени работи и многу едноставно, пример, кон надвор е отворено, така и влегува соодветна супстанца, ево зелено вака, ќе дојде, ќе се врзе, се прави конформацијска промена на протеинот, овој тука дел се затвара, овој тука дел се отвара. Така и супстанцата ќе искочи и ќе иде обратното. Овој тука дел ќе се затвори, овој тука горе ќе се отвори. И тоа е така циклично. Зависи сега во кој правец. Има некои протеини идат само во еден правец, други во друг, но повторно не се вложува енергија, се следи електрохемискиот градиент. Следен е активниот транспорт. При активен транспорт, клетката вложува енергија. Okay? И главно е вложува во форма на АТП, но не секогаш, и ќе видиме што мислам со тоа, за да движи честици спротивно од нивниот електрохемиски градиент. Значи иде контра на електрохемискиот градиент. Тоа е како, преска како што имавме аналогија нели со гума или топка која спуштате доле по ридот, значи пасивно таа ќе стигне од доле, но ако сакаш ти да ја качиш нагоре, треба да вложиш енергија. Океј? Сега, тоа не значи дека ти секогаш мора тоа го направиш, некогаш пожелно ти е да се симне доле. Така што ја оставаш и супер пасивно. Но некогаш треба да ја качиш горе. Сега во аналогијата, тоа е супер, но како тоа би изгледало при процесот на дифузија, значи ако имаме повторно чашата, така каде што имавме течност и некои партикули, преку процесот на дифузија тие ќе се распределат униформно, окей? И ти треба да вложиш енергија со цел да ги ставиш сите честици на едната страна, пример, од садот, додека другата страна да има многу мал број. Значи, да тоа го направиш, треба да вложиш енергија. И тоа е активен транспорт. Сега, примарниот активен транспорт е тој кој што троши АТП. АТП се троши така што самиот канал или најчесто има модуларни протеини кои што се прикачени на каналот, односно овие веќе не се рекуваат канали, него се рекуваат пумпи, но не е битно. Го хидролизира овој АТП до АДП и фосфор. Океј, органски фосфор. Сега, при таа хидролиза се ослободува енергија. Сега, не е тоа баш ослободување енергија, секогаш тоа го нарекувам, така го викаме, но оваа реакција е всушност спрегната со конформацијските промени на протеинот. Океј, значи електронот кој се ослободува иде понатаму во други аминокиселини, тоа прави измена во структурата аминокиселините, се врши измена на протеинот. И кога ќе дојде специфична супстанца која е потребна да се испумпа спротивно од концентрацијскиот градиент, овие конформацијски промени ќе бидат искористени. Односно, да речеме дека тука имаме некоја, темно-виолетова супстанца, која има малце, додека надвор ја има многу. Океј? И клетката вложува енергија за оваа супстанца да ја тера спроти електрохемискиот градиент до надвор. Вред? Супер. Значи тоа е примарен активен транспорт. Сега најчесто кога се збори за активен примарен транспорт, се збори за П тип АТП ази. Вред? Но постојат и други. Значи постои и F тип АТП аза, постои и В тип АТП аза. Сега. F типот се нарекува синтаза. Најчесто. Зошто? Бидејќи F типот го сретнуваме кај митохондриите и кај хлоропластите и F типот всушност го прави истиот овој процес, но обратно. Значи, ја зема оваа молекула и дозволува да иде по електрохемискиот градиент во овој правец наваму и при тоа конформацијските промени на протеинот идат обратно и всушност од АДП и фосфор се прави АТП. Значи ова се случува кај F тип. Океј? Се одвива обратниот процес. Тие се синтази. Значи синтази, вака заграда. Имаме и V тип,
кои што ги сретнуваме кај вакуолите, кај растенијата, оттаму доаѓа В, и постојат и ABC, односно ATP binding cassette, ATP врзувачки касети. Може ќе спомнем некои примери од тоа, но за сега толку ви е доволно. Сега, тоа е примарен активен транспорт. Има многу примери, ќе ги разгледаме понатаму видеото, најглавен е натриум-калиумовата пумпа. Сега, го имаме секундарниот активен транспорт и во овој не се користи АТП, барем не директно. Што мислам со тоа? Се користи претходно инвестираното АТП или се користи градиентот кој што е претходно создаден, може би преку пасивен транспорт. И ова се одвива преку така наречени котранспортери. Значи, овие два протеина, овдека што ги гледате, се котранспортери. Ајде ќе бележиме вака со портокалова боја. Значи, овие два се котранспортери. И тие може да бидат, односно да одвиваат котранспорт во два правци и зависно дали идат двете субстанции во исти правец или обратен, разликуваме симпортер и антипортер. Значи може да имаме симпорт и антипорт. Овдека ќе биде симпорт. Овој ќе биде антипорт. И како изгледа тоа? Да речеме дека тука има некоја виолетова субстанца, така? Која ја има во мала количина, додека тука има многу. Во ред. Така што со помош на електрохемискиот градиент не може да влезе. Во ред? Бидејќи се движи од кај што има повеќе кон место кај што има помалце, а не обратно. Но оваа субстанца која преска вложивме АТП за да ја однесеме контра електрохемискиот градиент, тука има повеќе. Она би сакала да влезе внатре. Спрема пасивна дифузија. Така што ја користиме оваа субстанца која сака да влезе, така? Ето тука вака некаде ќе ја ставам, дека сака да стигне. Ја користиме енергијата на пасивната дифузија од оваа субстанца, односно гипсовата слободна енергија, за оваа субстанца да иде спротивно електрохемискиот градиент. Односно се шлепа заедно со нејза. Океј? И тука ова ќе стигне внатре и ова исто ќе си влезе внатре. Значи двете субстанции идат у исти правец. Ова е симпорт. Сега енергијата, повторно, од каде доаѓа енергијата? Оваа субстанца има одредено делта G, односно, ајвака, може да речеме колку многу сака да влезе. Значи сака да влезе, ставаме арбитрарни бројки, не е битно мерни единици. 180, пример. Океј. Колку оваа сака да излезе, бидејќи наваму иде електрохемискиот градиент? 120. Односно, ако ги споиш овие два, имаш нето 60, така 120, минус 120 би искочило еднакво 60. Така што, овие две субстанции, ако ги споиш заедно, преферабилно е да влезат внатре. Вред? Значи, два процеси се спрегнуваат еден со друг и овозможено е влез на субстанција. Значи, се доискористува енергијата вложена предходно. Вред? Додека антипорт е обратното. Да речеме дека тука има малце од некоја зелена субстанца, а внатре има многу од оваа зелена субстанца. Вред? И овој канал од надвор е специфичен за зелена субстанца, од внатре е специфичен за розова субстанца. И што се случува? Оваа субстанца пасивно би сакала да искочи, така бидејќи внатре има повеќе, она излегува, тој процес се спрегнува со овој процес, и ако гипсовата слободна енергија е фаворибилна за да се одвива, ќе се случи. И зеленава субстанца ќе влезе спротивно електрохемискиот градиент. Значи, ова е секундарен активен транспорт. И понатаму ќе видиме некои примери. Сега да го разгледаме везикуларниот. И трето го имаме везикуларниот, односно транспорт на големо. Сега дел од ова го разгледавме во претходното видео, така што нема многу да се задржувам, бидејќи овие процеси во детали
ќе ги поминам во молекуларна биологија или во цитологија, но сепак колку да имате главната идеја. Значи првично ќе збориме за ендоцитоза. Ендоцитоза значи превземање кон внатре. Океј? Сега имаме три различни типа, така? Имаме пиноцитоза, што значи пиење течности, така? Значи внесување течности у наводници течности. Фагоцитоза, јадење и рецептор посредувана ендоцитоза. Иако и фагоцитозата е рецептор посредувана, но малци има нуанси тука. Ај првично разгледаме пиноцитозата. Значи викаме дека се внесуваат течности, но не е тоа баш точно. Главно пиноцитозата се користи за внесување на липиди и некои хранливи материи од околината, но е неспецифична. Значи пиноцитозата не е рецептор посредувана, што ми е малце чудно, но барав информации и да, некогаш може да биде посредувана од некои сигнали, но не е директно од рецептор. Што мислам со тоа? Например, има можеби тука некој рецептор кој што осетил дека има нешто во околината и се праќа сигнал внатре во клетката да се зголеми продукцијата на протеини кои ќе овозможат пиноцитоза. Бидејќи пиноцитозава и сите овие процеси на ендоцитоза и екзоцитоза се посредувани со помош на цитоскелетот. Значи структури, така цитоскелет, кој го има внатре у клетката, покрај кој има моторни протеини и со реорганизација на цитоскелетот, овие микротубули може да се формираат овие псевдоподии, како лажни ноџиња се нарекуваат, со кои може да се овозможи овој процес. Сега, при пиноцитоза, како што реков, главно се внесуваат некои липиди, но и други хранливи материи, кои што се наоѓаат, да речеме, растворени во околната средина. Океј? Значи се внесуваат и кога ќе се бидат внесени, ќе видите поубаво преку слики како тоа изгледа, не можам убаво да го нацртам бидејќи е цел процес. Ќе бидат внесени во форма везикула, ќе нацртам тука малце помала, значи везикула каде што се наоѓаат и таа везикула ќе биде однесена од страна на транспортни протеини. Ќе нацртаме еве тука еден транспортен протеин уплаво. Така, значи тоа може би аденин, кинин, едни да туе направат, другите од друг. И тие нормално користат АТП со цел тоа да го направат. Значи се користи АТП за транспорт на каргото, но не се користи нешто си многу АТП при реорганизација на цитоскелетот и овозможување на овој процес. Тоа е за пиноцитоза. Фагоцитоза е релативно исто, само што псевдоподиите се поголеми и служи за опфаќање на поголеми, да речеме, карго елементи. Ова може да се користи за поголеми молекули или најчесто е искористено од страна на фагоцитирачки клетки, од макрофаги, неутрофили, од страна на имуниот систем, иако овој процес го среќаваме многу во најразлични организми надворот. Човекот, односно амеби и други протисти кои што го користат ова со цел да се хранат. Сега, фагоцитозата е релативно исто, само што, како што реков, не е баш случајна, него е посредувана. Значи има рецептори кои што може да се поврзат со различни елементи од имуниот систем. Значи може да имаш рецептори кои се поврзуваат со протеините на комплемент, кои што се прикачиле на некоја бактерија, речеме тука има некоја бактерија. Значи протеини, рецептори кои што се врзуваат со протеинот комплемент, рецептори кои што се поврзуваат со FC делот од антитела, така например имало тука некој антитело од имуниот систем се прикачило, FC делот се прикачува на рецептор и се внесува. Значи овие се нарекуваат опсонини, кои што помагаат при процесот на фагоцитоза. Има и други начини кои што може да помогнат, но тоа е главното. Океј, сега кога овој натрапник, оваа бактерија ќе биде фагоцитирана, ќе биде внесена внатре во клетката. Ќе биде внесена внатре во клетката, ќе биде во нешто што се нарекува фагозом. Значи тоа е структура од мембраната каде што ќе се наоѓа бактеријата. Овој фагозом понатаму ќе биде фузиран со лизозоми, значи тоа се везикули продуцирани од клетката со помош на ендоплазматичниот, па после голџи, кои што содржат литички ензими, но и други работи. Океј, содржат одредени химиски агенси, слободни радикали и така натаму. И тие ќе бидат фузирани со фагозомот и тој фагозом ќе премине во фаголизозом. Во ред. Значи овде ќе се ги допишав работи кои кажав.
дека антитела и протеиниот комплемент може да се опсенини, ова се лажни ноđења, везикулите овдека внатре се носени од страна на моторни протеини, се користи АТП и ова се прави со помош на цитоскелетот и се инволвира доста АТП во тоа. Сега, при процесот на пиноцитоза, клетката неспецифично бираше што ќе внесе. Значи сретнува работи, удират со мембраната и она постојано има како конститутивен процес на пиноцитоза. Значи внесува работите околината, ако не чини ги фрла надвор. Така, значи ова преку екзоцитоза би било исфрлено. Океј? Сега, тоа не е многу ефикасно така се прави, но е добро поради рециклирање на мембраната, бидејќи постојано се додаваат нови везикули и постојано се вадат. Поради тоа постои рецептор посредува на ендоцитоза или некогаш наречена клатрин посредува на ендоцитоза. И за ова малце спомнавме во претходното видео, али ова е исто како фагоцитоза, само што не е посредувано од страна на имуните клетки, мислам, е и од нивна страна, но не е ексклузивно за нив. И ова служи за внесување на најразлични нутриенти, специфично тоа што е потребно. Така, и класичен пример е со LDL, значи low density lipoproteins, односно лошиот холестерол од наводници, каде што се прикачува, па тоа со помош на одредени протеини ќе се инвагинира мембраната, ќе се внесе и добиваш ендозом, значи овде ќе имаме фагозом, добиваш всушност истата структура, само што бидејќи не е преку процес на фагоцитоза се нарекува ендозом. Го имаш сега тука овој LDL, само зашто избрав розева боја, но окей. Имаш LDL, па тој понатаму ќе биде раздвоен од рецепторите, ќе биде обработен соодветно, а рецепторите ќе бидат рециклирани назад до мембраната. Но за ова многу повеќе ќе збориме кога ќе збориме за липопротеински метаболизам, значи многу повеќе ќе збориме за хиломикрони, HDL, LDL, најразлични протеини кои што се прикачени и така натаму, но тоа е главната идеја. Океј, значи рецептор посредува на ендоцитоза, врзува, има рецептори за тоа што е потребно. И колку повеќе е тоа потребно, повеќе рецептори има. И така натаму. Океј, значи тоа се главните начини на везикуларен транспорт. Од ендоцитоза имаме и екзоцитоза, која што е всушност исто како ендоцитоза, само обратно. Екзо кон надвор. Океј, наместо да се инвагинира мембраната кон внатре, она се инвагинира кон надвор и ова служи за ослободување на супстанци. Значи некој ѓубре кој е во клетка да се изфрли или многу почесто за невротрансмитери. Океј, значи има некои невротрансмитери, има одредени супстанци кои што клетка треба да ги ослободи во околната средина. Така, и тоа го прави така што оваа везикула се фузира и ќе видите во слики многу е поочигледно, така што овие супстанци завршуваат надвор во околната средина. Вреди да се спомне дека постои уште еден начин, но не е толку познат и не е толку зборен за начин на комуникација помеѓу клетки, а тоа е преку клетка врските. Овие обично се учат по хистологија, tight junctions, gap junctions и така натаму. Сега не сум сигурен како беа преведено на македонски, мислам дека се комуникацијски врски, иако gap е празнина, не знам како е тоа комуникација преведено, но окей. Gap junctions и при овие простори, овие се конексини, 12 протеини се, мислам, кои што се интегрирани едни со други и поврзуваат две клетки и обично се врши транспорт на одредени сигнални субстанции како калциум и инозитол трифосфат. Значи главно служат за пренос на сигнали, значи за електрични и хемиски сигнализирања, поврзани се, битни се кај хепатоцитите, поврзани се вака, битни се кај срцето за пренесување сигнали, но и на други места, каде што е потребна брза комуникација и овие се регулирани така што, например, знаеме дека ако има премногу калциум кај едната клетка, со цел да не се оштети и другата, се затвара портата, gap junctionот. Но окей, ова беше само колку да ги спомнеме, нема многу да збориме. Сега ќе разгледаме понатаму видеото примери за се ова што го говоревме. Да видиме како е ова во пракса. Прв од примерите е аквапорин. Сега, како што ги приметите, од сега внатрешната страна е горе, надворешната е доле. Горете. Аквапорините се протеини кои што пропуштаат вода
и најчесто само вода, иако тоа не е секогаш случајот. Некогаш пропуштаат и глицерол, уреа, CO2, но не пропуштаат молекули кои што имаат полнеж. Дури не пропуштаат ни H3O. H3O што е јонска вода, односно има уште еден протон. Сега првично кога експериментално виделе колкава е премиабилноста на водата низ мембраната, сватиле дека нешто не е окей. Премиабилноста на водата не треба да е толкава. И пробале да најдат зошто е тоа така. И во 92 конечно пронашле дека постојат аквапорини. Канали кои што се специфични за вода. Нормално и за некои други материи кои што спомнав, но главно за вода. И овие аквапорини се многу ефикасни и може да помине многу вода во дадено време. Сега дека имаме на различни теории и практични објаснувања зошто водата има одредена премиабилност, но како што гледаме последни се аквапорините и тие се најбитни. Сега кај цицачите, поточно кај луѓето, откриени се 10, односно 11 различни аквапорини. И гледаме дека се на различни места, во различни ткива. Некои се во леќата, некои се во еритроцитите, тие се доста битни, бидејќи еритроцитите треба да се навикнуваат одма на осмоларноста на крвта. А некои се во бубрезите и така натаму. И гледаме дека најголем дел пропуштаат само вода, но некои пропуштаат и глицерол, уреа и некои јони. Имаме тука дури каде под односно каде во клетката се наоѓаат, дали на мембраната, дали внатре во некои везикули. Океј. Сега, овие аквапорини имаат таква структура така што можат да пропуштаат, односно нивната ефикасност е толку голема што е увидена преку рентгенска кристалографија каква е структурата и дека молекулите на вода всушност поминуваат во еден тек на линија. Значи буквално се као пешадија наредени една поза и друга и поминуваат. Има одредени резидуи, одредени аминокиселини кои што превенираат да поминат поларни молекули. Односно неполарни молекули со полнеж. И доста се битни аквапорините во доста процеси, например аквапорин 2 е поврзан, односно регулиран од вазопресин, антидиуретичниот хормон. И кај луѓе кога има поголема количина на вазопресин, поголема количина на урината се реабсорбира. Така што да не се моча толку многу. Епа има луѓе кои што имаат мутантен ген и кај нив не се реабсорбира толку многу урина и имаат поголема количина на урина, односно полиурија. Е една форма на диабетес, односно диабетес инсипидус, иако нема врска со шекер. Друг интересен аквапорин е аквапорин 7, кој што се наоѓа кај адипоцитите и учествува во транспортот на глицерол. И глицерол е битен со цел формирање на триглицериди. Океј? Така што ако има тука проблем се развива неинсулин зависен инсулин независен диабет. Сега. Со цел да знаеме у кој правец ќе се движи водата, мора да збориме на кратко за осмоза. Значи имам посебно видео, хемија мислам дека беше, каде што зборам за осмоза. А тоа е дека водата се движи од место каде што има помала концентрација кон место каде што има поголема концентрација. Што звучи малце каунтеринтуитивно. Така сите частици се движеа каде што имаше повеќе, кон место каде што имаше помалце, само водата викаме дека се движи обратно. Но тоа е малце грешка, бидејќи кога збориме за концентрација, не збориме за водата, збориме за тоа што е растворено во нејзе. Така што кога викаме дека се движи, ќе нацртаме одека некои растворени частици, ова не е вода, ова е некоја, ќе сам со портокалова боја, ова е некоја растворена супстанца. Така што е тука внатре у клетката, да речеме дека има повеќе. Во ред? Водата е растворувачот. Водата е се останато околу. Така што водата се движи од место каде што има помалку растворени супстанции кон место каде што има повеќе. Односно, ако ги гледаме молекулите на вода, тука да ги нацртам плави молекули, милиарди, од оваа страна има повеќе вода него од оваа страна. Така, бидејќи тука место зафаќаат овие портокаловиве супстанции. Океј, така што ако би ги нацртал молекулите на вода, и водата се движи од каде што има повеќе кон каде што има помалце.
Така, но бидејќи не збориме за молекулите вода, збориме за другите растворени материи, поради тоа викаме дека при процесот на осмоза водата се движи од место со пониска концентрација кон место со повисока концентрација на растворена супстанца. Сега, притисокот потребен со цел да се спречи овој процес се рекува осмотски притисок. И обично кога се објаснува ова, се црта една вака уцевка, така, се црта една ваква уцевка каде што има семипермеабилна мембрана тука некаде. Усвари ке сам со црвена боја, семипермеабилна мембрана, и има вода, се полни исто од двете страни и се додава растворена супстанца од едната страна, тука да речеме, и се зголемува нивото на вода од таа страна. Значи тука се зголемува нивото на вода, ќе ближе со фиолетово, а тука ќе падне нивото на вода. Океј? И викаме тоа е процес на осмоза. И колку притисок тука треба да нанесеш со цел да го спречиш тоа е осмотскиот притисок. Осмотскиот притисок е еднакво на таа сила со цел да го спречиш овој процес. Сега може уште повеќе тука се збори, но тоа е главната идеја. Значи, или пак, вака, од друг аспект можете да го гледате како водата стреми да изедначи концентрацијата. Да речеме дека имате два раствори, вака, два раствори, каде што има овдека семипермеабилна мембрана, и има течност, каде што водата може да помине, али растворената супстанца не. Тука имаме 5% раствор, тука имаме 3% раствор. Водата ќе се движи од место каде што има помалце растворена материја кон место каде што има повеќе, у тој правец. Така што овде ако има помалце вода, а бројот на растворени материи си остане исти, ќе се зголеми концентрацијата. Така што од оваа страна ќе стане 4, а тука бидејќи ќе дојде вода повеќе, ќе се разреди и од оваа страна ќе стане 4. Односно водата стреми да изедначи концентрацијата на растворена материја. Концентрацијата растворена материја е растворени честици наспрема волумен. Океј? Значи тоа е процес на осмоза и водата се движи во тој правец. И од практичен аспект, ова го сретнуваме кога збориме за шекери и за соли. Односно водата иде таму каде што има повеќе сол, односно шекер, растворени супстанци. Така што, еве, ако внесуваш соли, имаш сега повеќе соли во крвта, што ќе се случи? Ќе дојдат течности од околината во крвта и ќе се зголеми крвниот притисок. Или, еве, јадеш благо, така, и добро имаш шекер во крвта, добро ќе се зголеми крвниот притисок во крвта, но еве да речеме дека не си диабетичар, имаш инсулин, сето супер си функционира, шекерот иде во мускулите, водата иде во мускулите и добиваш пополни мускули. И ова луѓе што вежбаат, ако јадат повеќе шекер, бидејќи имаат повеќе шекер во мускулите, гликогенски залихи, имаат и повеќе вода во мускулите и тоа ги прави пополни и имаат убав памп, што го викаат. Океј, значи водата ги следи растворение. Следни се глукозните транспортери или глукозни носачи, или на кратко GLUT, Glucose Transporters. Океј, глукозните транспортери се супер фамилија протеини, значи има 12 кои се откриени кај човекот. Се знае функцијата на најголем дел, но не за сите. Се наоѓаат во различни ткива, така, и се корисни со цел да се пренесува глукоза. Значи првично кога се пресметувало колку треба да биде пермеабилноста на глукоза, пресметале дека треба активацијната енергија да е 100 килоџули. Но експериментално одредиле дека е 16. И си рекле, што е проблемов? Зошто е толку мала пермеабилноста, а треба да е голема? И откриле дека всушност постојат вакви транспортери на глукоза кои што ја намалуваат активацијната енергија потребна со цел да помине глукоза. Сега, постојат GLUT1 транспортери кои што се убиквитарни, се наоѓаат скоро на сите клетки и овозможуваат пасивен влез на глукоза. Океј? Но овој пасивен влез не е доволен со цел да се задоволат потребите на најголем дел од клетките. Океј? Потребно е да се активираат одредени канали во одредено време, така што би влегле повеќе. Главно,
кога збориме нели за диабет, збориме за GLUT4 каналите. Океј, значи тие се активирани од инсулин. Сега, не се баш активирани, него тие стојат на готовост, голем број на овие канали, во везикули внатре во клетката. Океј, гледаме тука везикули во клетката, и стојат на готовост. Сега, кога се активирани, тие се интегрираат со мембраната и се масивно се зголемува бројот на глукозни транспортери и може да влезе глукозата во мускулите. И мускулите и хепарот. Океј? Со цел да се намали нивото на глукоза во крвта. Кај нормално после кога ќе нема веќе толку потреба, тие рецептори се инвагинираат натре назад преку процес на ендоцитоза со цел да не влегува толку глукоза во клетките, бидејќи и тоа навлегува и водата и клетките би набабриле. Гледате како е всушност битно. Сега дека се фазите како всушност функционира, дека може повеќе фази, дека ова може да се гледа како ензимска реакција, има различни пресметки на интернет како, што, зошто, во кој чекор што се случува, но тоа вие главно тоа го сватите. Значи, ова се протеини кои што прикачуваат глукоза и ја носат соодветно концентрацијскиот градиент. Океј? И од кога ќе ја внесат, со цел да не излезе, се трансформира, се става фосфор и станува глукоза 6-фосфат, така што концентрацијскиот градиент во однос на надвор дисбалансиран е, но нема носач за кога се уваква форма, како глукоза 6-фосфат и не може да искочат. Баре, мислам, малце ги симплифицирам работите, но тоа е главната идеја. Следни се јонските канали и овдека не реавме лики, проточни или gated, односно регулирани канали. И овие се многу битни за многу процеси, но овдека има многу детали кои што може да ги разгледам, така што само побрзо ќе ги поминам. Генерално треба да знаете дека учествуваат во транспорт на натриум и калиум и калциум. И при тоа тоа може да биде стимулирано или пак пасивно. Сега, кај пасивното тоа може да биде лиган стимулирано, например ацетилхолин во невромускулна активација, така например стимулира, еве тука ќе се поврзе ацетилхолин, ќе се отвори каналот, натриум обично кој што го има секогаш повеќе во надворешноста на клетката, влегува, користи концентрацијскиот градиент, тоа активира понатаму други каскади, се активира и влегување на калциум преку волтажно зависни промени, односно волтажно зависни канали и така натаму и така натаму. Значи има цели каскади во регулирање на многу процеси, поглавно поврзани со мускули и нерви и со одржување на осмоларност на клетки која понатаму влече други работи, кои што се регулирани од вакви канали. Исто така од страна на еволуцијата овие канали се често таргетирани од страна на различни токсини и отрови од животни. Така значи голем број отрови можеби се врзуваат со овие канали и ги прават нефункционални, при тоа доведувајќи до каскадни ефекти, дали тоа ќе биде запирање на дишење или слично. Бидејќи овие канали се поврзани со многу процеси. Така значи како што спомнавме имаме механозависни при притисок, така при притисок се отвараат канали и доведуваат до влез на натриум. Пример е кога ќе се стиснете некаде, кога ќе боли и зависи колку натриум ќе влезе, толку ќе се активира клетката и така натаму. Имаме волтажно зависни при промени на потенцијалот на мембраната, имаме лиган зависни при одредени хемиски агенси, имаме кои имавме други светлосно зависни, овие се многу ретки, имаме температурно зависни и така натаму. Сега, зошто не влегувам тука во детали, бидејќи може многу да се збори, особено од биофизика. Значи, од биофизика за ова има многу истражувања, многу структури, на многу протеини, зошто пуштаат одредени иони, зошто не пропуштаат други, како се организирани и така натаму. Значи, многу детали. Овде имаме само една табела, ако се афектирани одредени гени, кои болести ќе се развијат. Така, например, ако е афектиран овој ген, имаме хиперкалемична периодична парализа, односно повеќе калиум ќе влегува. Ако е овој ген зафатен, имаме long QT синдром, односно долго е времето промеѓу Q и T деловите во електрокардиограмот,
Има ако застоја срце. Polycystic kidney disease, ако е зафатен овој ген, цистична фиброза, тоа е многу битно, веќе често се слуша за тоа, поврзано е со хлор и главно е поврзано со екскреција на хлор и така натаму и така натаму. Се има техники како се мери потенцијалот и на одредени канали. Печ кламп се нарекува, што е многу фасцинатно, но и многу тешко. Замислете си буквално пипета која врчето е толку мало што е големо колку да земе еден канал, дел од мембраната, каде што ќе имаш изолирано еден канал од мембраната на клетка. Значи тоа се многу мали копипети, каде што сега дека вака прикажувам, знам, имаат кажувани луѓе кои што работеле со ова, дури се шмукнува и треба да го фатиш, вака да го повлечеш у ова и се мери потенцијалот помеѓу електродите и може да се регулира биопотенцијалот на клеточна мембрана и се прават одредени експерименти. Не ве занима тоа, но битно е дека тоа постои. Следен е активниот транспорт, поточно примарниот активен транспорт. Сега, тука може да се збори многу, бидејќи овие примери се битни, но ќе ги разгледаме релативно брзо. Најчесто земам пример за активен транспорт е натриум-калиумовата пумпа. И ова е многу битно. Најголем дел од енергијата во телото што се прави се троши на натриум-калиумовата пумпа. Натриум-калиумовата пумпа троши АТП, нормално, активен транспорт, со цел да испумпа 3 натриум иони кои имаат позитивен полнеж надвор. Значи од внатре, каде што има малце натриум, го пумпа надвор, каде што има многу натриум. Океј? Сега, тоа кога го прави, внесува истовремено калиум. Калиум исто има позитивен полнеж и внесува 2 иони на калиум и калиум нормално надвор го има помалце, дека внатре го има повеќе. Користејќи го овој процес, го зголемува градиентот на хемискиот градиент на натриум и калиум, така, бидејќи има сега уште повеќе натриум надвор и уште повеќе калиум внатре. Дополнително го намалува полнежот внатре во клетката. Односно, клетката станува по-електронегативна во однос на надворешноста. Не дека има негативни полнежи повеќе, него релативниот број на позитивни полнежи е помал. Зошто? Бидејќи испумпува 3 натриуми кои имаат позитивен полнеж, а внесува 2 калиуми кои исто имаат позитивен полнеж. Бројот на позитивни полнежи тука е 2, тука е 3. Океј, така што од еден аспект тука може би имаш 300 трилиони полнежи плюс, без разлика натриум, калциум, што и да е друго, додека внатре во клетката имаш 200 трилиони. Ако го гледаш релативно, можеш да кажеш дека надворешноста е 100 трилиони полнежи плюс од внатрешноста. Океј, или можеш да гледаш дека внатрешноста е електронегативна во однос на надворешноста. Океј, не дека има негативни иони, него има помалку позитивни него надвор. Океј? Сега. Оваа натриум-калиумова пумпа е многу битна, бидејќи поставувајќи го овој градиент, хемиски и електричен, помага во многу процеси понатаму кои што следат. Поврзана со многу други канали, како што ќе видиме и видовме дека натриумот е поврзан и другите иони. Океј? Сега, например, некои физиолошки битни работи, инсулинот ја зголемува активноста на натриум-калиумовата пумпа, исто така тироидните хормони ја зголемуваат активноста. Така, значи, инсулин, ајде да забележиме. Инсулин, тироидни, добро, тироидни T3 и T4, тие се активните, така, F3 и FT4 не се битни, а TSH е стимулаторен. Така, значи, T3 и T4, тие зголемуваат активноста на оваа пумпа, односно, го забрзуваат метаболизмот. Во ред? Океј. Друг пример, имаме водородно калиумовата АТПаза или само водородна АТПаза и служи за пумпање на протони. Океј? И се пумпаат од внатре кон надвор.
протони. Кај е ова битно? Кај париеталните клетки. Во стомакот овој водород се поврзува со хлор и прави HCl. Океј, прилично паметно. И за ова се троши АТП. Вред. Друг пример се калциумовите АТПази, односно тие кои се наоѓаат на саркоплазматичниот ретикулум, така што краткото име е саркоендоплазмик ретикулум калциум. Има 2А е таа што е побитна, но нема врска. Кратко би дошло серка. Значи малку интересно, не така запамтите. И што се случува? Се користи АТП за при процес на релаксација калциумот, кој што беше потребен за одвивање мускулна контракција, да влезе внатре назад во ендоплазматичниот ретикулум, така што при следната контракција да биде ослободен. Вред? Океј. Значи за тоа се користат овие калциумови АТПази. И саркоплазматичен ретикулум, бидејќи збориме за мускулни клетки, значи тоа си е обичен ендоплазматичен ретикулум. И сите овие се 5 тип на АТПази и може овдека да видиме дека имаат релативно слична структура. Еве серка, еве натриум калиумовата АТПаза, еве ХАТПазата, калиум, водородната АТПаза. Имаат релативно иста структура. Бидејќи се 5 тип. Дали имавме П, Ф, В, имавме А, Б, С, но за нив друг пат ќе збориме. И за крај ги имаме котранспортерите, односно секундарниот активен транспорт. Ќе разгледаме 3. Значи првиот е натриум глукозниот котранспортер. И ова е многу битен во последно време. Што се случува? Натриум, кој го има повеќе во надворешната средина, така, влегува, следи концентрацијскиот градиент и при тоа помага на глукоза да исто така навлезе внатре во клетката. Океј? Значи натриум и глукоза влегуваат внатре во клетките. И овие котранспортери се рекуваат sodium glucose transporters. Односно, ќе запишеме sodium, така е натриум на англиски, glucose transporters, SGLT. И има различни вакви котранспортери, различни видови, зависно од генот. И тоа што е медицински релевантен е SGLT2. Се наоѓа во бубрезите, мислам SGL1 се наоѓа, SGLT1 се наоѓа во бубрезите, но SGLT2 е битен за реабсорбција на дел од урината. Океј, сега кога се екскретираат одредени работи, нормално се исфрла и глукоза, но таа се враќа назад. Сега кога инхибираш овој протеин да не функционира, што ќе се случи? Нема да се реабсорбира глукоза назад и глукозата ќе биде измочена. Океј? Така што ќе се намали нивото на глукоза во телесните течности. Сега, ова го користат моментално и луѓе со срцева слабост, знам бидејќи дедо ми го пие. Е лек кој што функционира на овој начин, инхибитор на SGLT2. И функционира, се уште не сме сигурни како функционира за луѓе со срцева слабост. Има видеа на интернет, можете да си видите. Поврзано е да со помалце натриум се снижува крвниот притисок, но и поврзан, не знам, некако другачие беше со срцето директно. Но се уште имам нејасноти физиолошки како ова функционира понатаму. Овие лекови. Следен е натриум калиум хлорниот котранспортер, односно и ова е симпортер, каде што сите овие 3 видови на иони патуваат во исти правец, влегуваат внатре во клетката. И повторно има лекови кои што ги таргетираат и ги инхибираат, така што да не влегуваат овие 3 иони во клетката. Океј? Каде се корисни? Повторно кај луѓе со срцева слабост, бидејќи ако овие иони не влезат назад у клетката, во бубрезите, тие ќе бидат екскретирани надвор со урината и ќе се намали крвниот притисок. Океј, значи битно е. И за крај го имаме натриум водородниот котранспортер, само што овој функционира како антипорт, значи натриум влегува, додека водород излегува.
И зашто се користи овој? Мислам добро, за да се пумпа водород надвор од клетката, но што е медицинската релевантност? Дека овој канал е контролиран од алдостерон. Okay? Кога имаме повеќе алдостерон, повеќе се пумпаат протони и повеќе протони се isfрлаат со урината. Ако се isfрлаат протони, ќе се, што ќе се случи, има помалку протони, ќе се зголеми pH. Океј, pH беше негативен декан логаритам од концентрацијата на протони. Помалку протони, помалку кисела средина, расте pH, односно средината станува побазна и се случува метаболичка алкалоза. Океј? Додека обратно, ако има помалку алдостерон, помалку работи оваа пумпа, не се isfрлаат толку протони, протоните остануваат внатре во клетката и добиваш метаболичка ацидоза. Значи тие се некои релевантни работи. Тоа беше главно се што сакав да кажам за ова видео. Нормално може уште да се збори. Ова е релативно длабока тема, но повеќе навлегува во биофизика, ако продолжам да зборам, и многу во фармакологија. Значи има многу лекови кои што таргетираат многу работи и се случуваат многу процеси. Океј? Мислам да ги разгледаме и ионофорите, но мислам дека тоа е небитно за сега. Исто и ABC транспортерите. Мислам дека доволно спомнав во видео. И тоа беше се. Се гледаме во следното видео. Довидување.